Концесија на ловиштата, средени и одржувани ловишта е едно од низата барања кои ги посочија ловците од Штипско на вчерашната средба со дополнителниот заменик министер за земјоделство Цветан Трипуновски. Велат потребно е да се реагира за да се решат нивните проблеми. Значи првиот проблем е околу концесионерството. На нас како ловно здружение ни е најбитно да ја задржиме концесијата на нашите ловишта, со тоа што ние имаме еден лоџиски жаргон, се додека ловиштата се на ловците, на здружението, ние ќе можеме да ловиме. Ако ги приватизираме ловиштата, имаме еден жаргон што го викаме кантики топа. Значи најважно е тоа рестартирање на ловството во државата и на дополнување на постоечкиот закон за ловство, вети Трипуновски по средбата во Штип, а вели дека заложбите остануваат со цел да се помогне на ловците во цела држава. Она што сакам да го пренесам до мениумите, дека во наредниот период по формирањето на новата влада ќе следи една практично рестартирање на ловството во Република Македонија, затоа што најголем дел од ловиштата ширум државата се неподелени како ситуација, односно се чека завршување на изборниот процес. И она што секаде го разговараме со ловците, дека ветуваме по завршувањето на изборниот процес ќе се донесе, односно ќе се дополни постоечкиот закон за ловство, бидејќи има уште отворени ситуации кои што практично ловците наоѓаат на забелешки. Тоа е наше едно големо ветување, се со цел да ставиме ред во оваа ситуација. Лоша е ситуацијата и со земјоделството во државата, вели Трипуновски. Затоа дециден е дека ќе се преземат мерки за помош во сите земјоделски гранки. Тоа е со цел да се врати епитетот на Македонија како земјоделска држава. Она што во нашата програма го имаме како црсто ветување се до 800 милиони евра поддршка за 4 годишен мандат, односно 200 милиони евра на годишно ниво. Тие пари ќе бидат поделени во неколку столба. Најголем фокус или првенствено ќе биде инвестиции во водостопанството, бидејќи во овој дел имаме сериозен проблем, односно без водата не можеме да размислуваме за квалитетно и квантитетно земјоделско производство. Ќе продолжиме со класичните субвенции кои што во одреден дел ќе бидат зголемени, се со цел да вратиме она што значи изгубена надеж кај земјоделците. И третиот столб е сериозни инвестиции во модернизација на земјоделското стопанство, во делот на механизација, преработувачки капацитети, откупни центри кои што ќе значат заокружување на целиот овој процес. Мерки се предвидени конкретно и за оризопроизводителите од Кочанско, со цел да им се помогне да ги надминат проблемите со кои се соочуваат изминатиот период.